Поздрав сите, јас сум Антонио и знам каснам малце, ама морав да објаснам нешто, некои работи да ги разјасниме. Денес ќе зборуваме за една игра која се вика Blue Whale или така наречена на македонски Плав кит. И да, знам дека сум по пижами, ама нема врска. Вака, првен ќе објаснам што се случува во моментот зашто е во тренд оваа игра. Мислам зашто се во тренд на станите што се случуваат сите поврзани за оваа игра. Се започна во Русија, некој што е направил играта, моментално е во затвор. Мислам, одма кој излезе играта го ставија во затвор, затоа што играта има 50 предизвици и треба да ги извршиш за 50 дена, значи секој ден имаш нов предизвик. Отпрво почнува добро, ама последните предизвици се како, пример, земи ножо и сечи си смајли на раката или така некои работи, и последниот ден, односно последниот предизвик е да се самоубиеш. Не, секогаш е различен, значи предизвикот може да се заколиш, може да се обесиш, да се фрлиш од висока зграда. Да, тоа е играта, знам дека глупо звучи, ама ете, некој е направил таа играта. И да, Иван направи видео за тоа дали се толку глупи да се самоубијат за играта. Да, ако не знаете, стварно некој си имаат самоубиено заради оваа игра. Во Русија почина 2 чупиња, знам, тие први беа кои се самоубијат од тоа што се дозна играта низ секаде. Почна се самоубиваат луѓе заради играта и сите се прашуваат зошто. Иван рече во видеото дали се толку глупи да се самоубивате за една игра. Сега, видео го правам за да разјаснам зошто тоа се случи. Вака, јас слушнав дека кога ќе направиш предизвик, треба да му го пуштиш на администраторот во порака, да види дека си го направил предизвикот, за да ти даде нов предизвик. Сега, ако го одбиеш, ти пиши дали си сигурен дека треба дека ќе го одбиеш. И само велиш да, и тој те форсира да го направиш, што да, играта користи локација. Не знам дали форсирано ти уклучува локацијата или ти треба да ја уклучиш локацијата, ама не знам. И дека ти користи локација, буквално админот те знае кај си, шо си, и ти пиши порака дали си сигурен дека сакаш да го одбиеш предизвикот. И само велиш да, сакам да го одбием предизвикот, и ти пиши дали ти живееш на оваа адреса, и ти слушнав дека на некој дете му пуштило дури слика од куќата. И слушнав други работи дека предпоследните предизвици биле следи го овој човек и слика ми доказ дека го следиш тој човек. И му пушта слика од неговиот комшија. Од кај знае дека му е комшија. До толку е дементирана играта, не знам дали така беше зборот за тоа. Сварно страшно е нешто и знам дека ги направи, мислам дека некои тие предизвици со исечоците на раци, на нозе, со нож или со игла, знам, имаш да се дупнеш многу пати колку што можеш. Некој ги направија и кога дојде последен предизвик да се самоубијат, го одбиваја и му пишал админот ти си овде живееш, еве ти слика од куќата, еве мајка ти, ако не го извршиш предизвикот, може нешто лошо ти се случи на фамилијата. Заради тоа се самоубиваат деца и не знам дали луѓе си имаат самоубиено, некои повозрасни, ама слушнав дека и некој кога го одбил тој предизвик и автоматски му стигнала порака од куќата негова, од мајка му слика, од него слика, од татко му слика, и рекол како дозна за ова, тој рекол слушај сега, и мајка му почнала да вреска, тогаш тој се самоубил и се прекинало. Значи, да, сакав да објаснам малце за играваш, не ќе да правам видео, не ќе да се мешам во ово, ти малце глупо е. Ти страшно е, стварно страшно, ама морав да направам, ти некои од моите пријатели сакаат да ја почнат играта. Ги терав не, дури не го гледат ова видео, ќе се пронајдите вие кои сте. Да, значи, немојте да ја почнувате играта, немојте ни да се вмешате во ова. Например, ако ви пиши некој оваа игра многу јака, симнија, немој, само немој. Не ни барам сега лайк и субскрайб и поддршка, ти стварно е ова глупо, многу е глупо. Да, се гледаме во наредно видео.